Пред една седмица Христијан Мицкоски самиот предложил да се свика вонреден конгрес на ВМРО-ДПМН, на кој тој не би се кандидирал за лидер. Централниот комитет го одбил. А со тоа ми даде пол легитимитет да продолжам со раководењето на ВМРО-ДПМН. Дали Мицкоски ги претрка оние што бараат негова одговорност и си купи 6-месечен мир на лидерското место согласно статутот? Од иницијативниот одбор за вонреден конгрес сметаат дека одлуката на Централниот комитет е нелегитимна, затоа што членовите на ЦК се со истечен мандат. И убеден сум дека до крајот на оваа година ќе имаме вонреден конгрес на кој што ќе му биде на Христијан Мицкоски изгласана недоверба. Во меѓувреме се појавуваат нови гласови во партијата што бараат смена на раководството. Кој е Христијан Мицкоски да му се дадат 5 шанси? Еве ќе му дајме и пета шанса. И повторно ќе изгуби. После што правим? Како ќе завршат превирањата во опозицијската партија по поразот на парламентарните избори? Универзитетски професори, амбасадори, пратеници, поранешни и актуелни. Заедничко за сите е што се членови на ВМРО-ДПМН. На дебата на тема постизборни процеси и ЕУ перспективи, во Штип се согласија дека интеграцијата на државата во Европската Унија е прашање за кое треба да има национален консензус. Пораката во име на учесниците ја испрати поранешниот премиер на техничката влада Емил Димитриев, во чие обраќање можеше да се препознаат и сугестии до раководството на ВМРО-ДПМН. Ако се сака да се има партиски активизам, тој понекогаш може да биде ограничен визави државниот активизам, затоа што партиите често едно од првите нешта од кои поаѓаат е рейтингот во даден момент. Човек кој што размислува подалеку, ако сака да направи нешто за државата, тоа само по себе ќе го инкорпорира и партискиот интерес. Затоа поентата на моето обраќање е дека без разлика на не докрај дефинираниот и изграден политички плурализам, силната поларизација во општеството, за да ги решаваме државните интереси, ние мора да имаме минимум консензус помеѓу клучните политички фактори. Пораката дека европските перспективи на државата не треба да бидат тема за меѓупартиски превирања во период кога ВМРО-ДПМН организира протести за Гоце Делчев, беше испратена втор пат во период од неколку дена од сличен настан. На дебата на истата тема, која претходно се одржа во Скопје и која исто како и Штипската беше во организација на Центарот за европски студии Вилфрид Мартенс и фондацијата Конрад Аденауер, сличен апел до партијата испрати висок представник на Европската народна партија. As the party to assist and support in the Europeanization of the entire country. And I think this panel, this cathedra, is doing exactly this. This is why we are here. And I can tell you that you have in this endeavor, the EPP family support. Оценката од Брисел директно ја слушна групата експерти, како што ги нарече Фолер, кој побара од нив да помогнат со своето искуство за да има добра проевропска опозиција. Дел од нив се согласија со ставовите на сестринската ЕПП дека опозицијата треба да преземе половина од товарот за прашањата од државен интерес. Поларизацијата е на теми кои што не се од национален консензус. И тоа е една лекција која што ние во Македонија насушно ни е потребно да ја научиме. Нема да се согласуваме некојаш за мерки што се поврзани со животната средина, со даночната политика. Но тоа што е национален консензус и стратегија која што треба да ја постигнеме во заеднички интерес на сите наши граѓани, не смее да биде тема на политички конфликт. На дебатите во Скопје и во Штип не се слушнаа директни пораки за промени во врвот на ВМРО-ДПМН, иако индиректно можеше да се прочита несогласување со стратешката ориентација на партијата под актуелното раководство. Друга група членови на ВМРО-ДПМН, организирани во иницијативен одбор за свикување вонреден конгрес, обвинуваат дека партијата ниту се европеизира, ниту ги подобрува односите со меѓународната заедница како дел од целите заради кои Мицкоски бил избран на Валандовскиот конгрес во 2017-та. Го обвинуваат дека не успел ниту да ги подобри коалицијските капацитети, ниту да ја обедини партијата. Партијата се повеќе се затвара, наместо да се отвори кон членството и да сериозно да седне и да се разговара во кој правец оди партијата. Дали ќе се движиме кон подобрување на односите со нашите сестрински партии од Европската народна партија или
изближување кон источниот блок, бидејќи навистина таа дилема во ВМРО ДПМН постои. Ако имаме членови кои се и за движење и во тој правец, но раководството не дава јасна насока во кој правец се движи партијата и тоа мора многу брзо да се одреди. И верувам дека една од главните задачи на новото раководство на партијата ќе биде токму тоа. Стамов, кој е поранешен градоначалник на Дојран и портпарол на МВР, додека министри беа Антонио Милошовски и Никола Поповски, вели дека иницијативниот одбор не е поколебан од последниот потек на Мицкоски, кога тој побарал вонреден конгрес, а Централниот комитет го одбил. Продолжуваат со контакти со делегатите, затоа што одлуките на ЦК ги сметаат за нелегитимни. Христијан Мицкоски нема легитимитет, ниту кредибилитет да носи таква одлука. Односно, единствена легитимна одлука кој тој може да ја донесе е да поднесе оставка и со тоа ќе причини, односно ќе ја искористи одредбата за свикување на вонреден конгрес. Два дена по состанокот на Централниот комитет, кога беше одбиен предлогот на лидерот за вонреден конгрес, ВМРО ДПМН е одржан нов протест 5 дни по изборите. Дел од присутните граѓани ги прашавме што мислат за Мицкоски и дали тој може да ја донесе партијата до победа на следните избори. Тој е сега ставен како едно бесно куќе и само акцентот да метат на него, тој е лошиот, а сите други куќи наоколу кварат, јадат, а кабаато се метка на него. Ја мислам како Мицкоски да има уште два-тројца, ќе биде многу по него сега што е. Јас мислам дека тој е сега многу млад лидер, тој е веќе 3 години во партија и ние не можеме да очекуваме дека одеднашка треба човекот да блесне, него треба народот да блесне. Треба народот да се освести. Кај води да воме се знае за тоа изгласан. Пратениците и партиските функционери, кои заедно со лидерот го предводеа маршот за правда до кривичниот суд, сметаат дека нема потреба од вонреден конгрес ниту од оставка на Мицкоски, затоа што според нив партијата успеала да ја задржи поддршката од меѓународната заедница. Сите наши стратешки партнери во ИПП, во Европската народна партија имаме одлични релации, имаме одлични односи, имаме прекрасна соработка и поддршка на ВМРО ДПМН и на актуелното раководство. Дефинитивно, да, како можете да забележите, тука има многу знамења на Европската унија, што искрено ме радува и пораката и на претходниот протест, иако беше за наш деец, за човек кој што е практично суштината на Македонија, сепак пораката беше за Гоце Делчев и за европските вредности. Како и во претходните настапи, Мицкоски не ги поштеди од критика со партијците кои бараат негова оставка. А оние за кои Заев велеше дека се криминалци, денеска гледаме дека се најблиску до него. Целта е едноставна. Двете мафии, онаа на Заев и онаа која му се покори да му служи, сакаат да имаат две партии. Пред ВМРО ДПМН се бурни есен и зима. Две групи, една засега зацкриено, друга јавно, покажуваат незадоволство од начинот на кој се управува партијата. 360 степени има сознание дека со слични ставови е уште една група партиски членови од Охридско-Кичевскиот регион, предводена од виден лекар, поранешен функционер. Засега нема информации дали групата ќе делува самостојно или ќе се приклучи кон некоја од веќе идентификуваните иницијативи.